Бездомно семејство со 15 членови најде маана на обезбеден стан. Тие од утре треба да се вселат во државен стан во населбата Валканска, но од изборот на новото живеалиште тие беа револтирани. Пошто тука не е поблиско и за болница, и за се не е поблиско. И за се не е поблиско. Не сме задоволни ние. Не са задоволна јас. С две соби ли сум задоволна. Сино, сна, внуци, ја. У една соби треба да спиеме. Наместо понуденото живеалиште, тие очекувале нешто сосема друго. Барам два стана да се успел. Брат ми со снаата настрана, ние настрана ќе си бидеме, значи. Мојата сна не се знае кој ден треба да роде. И јас свиногојство не може да донесам тука. Од друга страна, нивното присуство во центарот на Штип не е без последици по навиките и мирот на околните жители. Откако Ибраимови се вселиле овде, за соседите почнале проблемите. Делеме куќата, делеме ги степениците и они излезат, фрлат го ѓубрето. Ке видите доле, ѓубрето се е од ни фрлено. Сабале на еден од службениците од полиција. Јас му рекол, гледате ли го тоа на лунка се, тоа е мелни пелени. Мелни пелени фрлат. Инаку Ибраимови во куќата во Штип се вселиле на диво и таму живеат 2 години откако куќата во Карарман им изгорела. Сите обиди досега тие да бидат иселени од центарот на градот завршиле безуспешно, зашто и покрај обезбедуваните живеалишта инсистирале на живот во центар.